забранета за наводнување, забранета за пиење и забранета за пливање. Квалитетот на водите на реката Вардар во Македонија е 4-та категорија, што значи највисоко загадување. 1 степен ја дели од последната категорија, но 5-та категорија не е загадена, туку мртва река. Повеќе од 6 месеци, новинарите од ИРЛ од Македонија и Inside Story од Грција бараа одговори. Што се случи со реката, која е од суштинска важност за двете земји? Во 19 век Вардар била толку голема и длабока што била користена за транспорт од Солун. Со векови, реката била клучна за економијата и добросостојбата на граѓаните од двете земји. Незината виталност и чистота носеле квалитетна храна, вода за пиење и радост за илјадници луѓе. Водата од Вардар, што се користи за наводнување на нивите во Полог, многу придонесува за квалитетот на Тесовскиот граф. Реката е 388 км долга, од кои 76 км се во Грција. Во двете земји, повеќе од 1 милион луѓе зависат од Вардар за вода за пиење и за наводнување. Но од доцните 80 години работите целосно се менуваат. Во само 3 децении, големото загадување ја има доведено реката до рап на пропаст. Вардарското заедничко корито, кое е екстремно важно, сега се соочува со алармантна криза. Истражувањето откри хаос помеѓу позициите на моќ, свесна небрежност, комплетен колапс на механизмите за заштита и злоупотреба на европските фондови, дизајнирани да ја заштитат реката во Македонија. Во Грција, иако хемикалиите се по регулативата на Европската Унија, еколошката состојба на реката е слаба, лоша или умерена. Во Македонија недостасуваат многу работи, но најшокантното нешто е дека Скопје е еден од малкуте главни градови во Европа кој нема пречистителна станица. Тоа значи дека фекалиите на повеќе од 200.000 домаќинства влегуваат во реката нефилтрирани, носејќи штетни хемикалии. Со загадувањето на било која река и со користењето на повторно на тие води загадени, си правиме штета сами на себе и последиците се огромни со појава на голем број на канцерогени заболувања, на најчесто на дишните органи и така натаму. Минатата година Европската Унија обезбеди 200 милиони евра за градење на пречистителна станица, но обидите за корупција ја спречија понудената помош. Градоначалничката на град Скопје, Данила Арсовска, го одолговлекуваше проектот поради сомнежи за корупција. На пресконференција во ЈП Водовод и канализација Арсовска рече дека сомнежите се и поради тоа што веќе неколку месеци не добила никаква информација околу изборот на најдобра понуда за изградба на пречистителна станица. Сите индиции ќе бидат доставени до обвинителството. Но тоа не е единствениот проблем. Регулативата е стара и не ги исполнува европските стандарди и покрај притисокот на Европската Унија, кој 2 години е насочен кон македонските власти. Во институциите кои се надлежни за мерењата на квалитетот на водата нема доволно вработени. Истите добиваат помалку финансии од тоа што е потребно. Дури и мерењата кои треба да ги прават, не ги прават. Дали УХМР моментално тестира присуство на пестициди во реките? Не. Значи, ние сме во можност да го одредиме еколошкиот статус, а емисискиот статус не можеме да го одредиме поради недостиг на опрема, поради недостиг на кадар, поради недостиг на финансии. Додека клучните институции тврдат дека ја немаат потребната опрема, ИРЛ и Inside Story лоцираа слична опрема во Гевгелија, во Пеонија и во Универзитетот Аристотел во Солун. 1,5 милиони евра од европските фондови преку Интерек програмата АКФА М2 беа достапни за да се купи опрема со која ќе се мери квалитетот на површинската вода на Вардар. По тестирањето, огромно ниво на пластика, пестициди, антибиотици и други хемиски супстанции кои влијаат на целиот екосистем во и надвор од реката беа најдени во Вардар. Репортерите обезбедија документ од проектот кој покажува небрежност и несоодветно трошење на средства во Гевгелија. Експерти за мерење на водите никогаш не биле ангажирани, па мерењата ги правел поранешниот раководител на пречистителната станица од Гевгелија, кој примероците од водата ги носел до Грција во пластични шишиња. Преку границата во Грција, реката Вардар влегува во Поликастро, регионот кој е партнер на Гевгелија во проектот. Димитра Ламбропулу, професорка по хемија на Универзитетот Аристотел во Солун, анализираше примероци од Поликастро и од други делови на Вардар. Таа има најдено многу повеќе загадувачи од тие на листата на Европската Унија. Και εκεί διαπιστώθηκε ότι βρέθηκαν κάποιες φαρμακευτικές ενώσεις,
κάποια φυτοφάρμακα και κάποια άλλα βιομηχανικά χημικά. Ανιχνεύσαμε αντιβιωτικά που χρησιμοποιούν και οι άνθρωποι και αντιβιωτικά κτηνιατρικά, δηλαδή που χρησιμοποιούνται για κτηνιατρική χρήση. Οι συγκεντρώσεις τώρα αυτών των ενώσεων κοιμάθηκαν, θα λέγαμε, σε επίπεδα παρόμοια με άλλα επίπεδα που ανιχνεύονται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε υδάτινους αποδέκτες. Општина Пеунија ја користи опремата купена од европски пари. Во Поликастро е поставена лабораторија за мерење на квалитетот на водата. Иако водата која се тестира е од бунари кои се близу реката, примероците покажуваат дека квалитетот е во рамките на официјалните стандарди. Потечението на Вардар, браната на хидроелектраната во Елеуса, ги спречува пластиките да продолжат кон морето. Но не може да ги спречи микропластиките, ниту новите субстанции и проблеми кои се појавуваат. Οι αναδυόμενοι ρυπαντές είναι οι φαρμακευτικές ουσίες, κυρίως ορμονικά σκευάσματα και τα μικροπλαστικά. Тим научници предводени од Варелидис ја надгледуваат водата од грчката страна на границата континуирано од 2009 година. Αν το δει κανείς διαχρονικά, γιατί έχουμε 20 χρόνια χοντρικά μετρήσεων, βλέπουμε μία τάση βελτίωσης, μικρή αργή βελτίωση. Во последната деценија, Европската Унија одлучи да ги мониторира не само хемиските, туку и еколошките услови на површинската вода, користејќи го присуството на риби и друг жив свет во реката како еколошки индикатор. Έχουμε από την αρχή της παρακολούθησης που κάνουμε στον ποταμό, έχουμε κάτω του μετρίου συνθήκες, δηλαδή φτωχές, κακές και μέτριες. Αυτό το πράγμα το έχουμε σε όλους τους σταθμούς κατά μήκος του ποταμού, από τα σύνορα μέχρι τη θάλασσα. Που σημαίνει ότι είναι επιβαρημένο το οικοσύστημα και οπωσδήποτε αυτή η επιβάρυνση σχετίζεται με περισσότερο από τη ρύπανση. Пред да стигне до морето, во Вардар се влева Вардаровасис, притока загадена од пестициди поради нивната интензивна употреба во земјоделието. Είναι πολύ πιο έντονη η περιβαλλοντική υποβάθμιση κατά του φράγματος της Ελεούσας και ειδικά μετά τη συμβολή του Βαρδαρόβαση που έρχεται από το ύψος της Χαλκιδόνας. Целиот екосистем околу Аксиос Делта националниот парк е дом на повеќе од 300 видови на птици. Дел од нив овде застануваат пред да се упатат кон Африка. Природата е во сооднос со човековата активност. Фармери одгледуваат орис на плодната почва, користејќи ја реката за наводнување на полињата. Се одгледуваат школки во плитката вода, од кои 90% се извезуваат во Европската Унија. Освен што е природен хабитат, Вардар има економска важност за регионот низ кој тече, факт кој отвора можности за експлоатирање. Деликатниот баланс кој го одржува речниот екосистем е под константна закана, но не е распаднат. Се уште.